Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Сведоци сме дека нема ниту едно суштинско ветување кое оваа влада го исполни или мерка која дава резултати. Владата докажува дека нема концепт ниту визија. Во економијата, нивните купиден политики внесуваат несигурност и хаос. Така е во енергетиката, образованието, здравството, така е во секоја сфера во општественото живење. Нивниот принцип тргни па застани е доказ дека наместо искусни луѓе кои треба да водат држава, имаме аматери кои експериментираат со животите на илјадници луѓе и нивните судбини. Зборот на Зоран Заев не е збор до кој тој држи. За секој неуспех на политиките кои ги водат, имаме по едно извини. Извини кое што за народот не важи ништо, зашто последиците од таквите политики ги плаќаат граѓаните. Нивното извини не е решение, туку последица на нивните погрешни политики. Нивниот пат завршува во слепа улица. И не поради тоа што не дојде живот за сите, туку затоа што станавме рекордери по поразите и неславните резултати. Зоран Заев ја направи државата рекордер по бројот на сиромашни граѓани. Сиромашни граѓани кои живеат на прагот на екзистенцијалната издржливост. Ја направија државата рекордер по загадениот воздух. Ја направија државата рекордер по нивото на корупцијата и криминалот. Заев ја направи Македонија рекордер по одливот на инвестиции, наспроти приливот кој е евидентен во соседните земји. Станавме рекордер по бројот на затворени медиуми, Еден ТВ, Независен, Утренски, Дневник, Вест и други. Станавме рекордер по јавниот долг и степенот на кој Заев ги задолжува граѓаните. Рекордери по иселувањето и лошиот живот. Станавме рекордери во поразите и лошите параметри. А за сето тоа е виновен Зоран Заев. За да работите станат појасни, почнуваме со рецензија на најголемата политичка лага, наречена Живот во Македонија. И оваа лага е составена од многу други лаги, неоправдани и изневерени надежи и очекувања. Денеска, почитувани присутни, ќе започнеме со рецензија на делот кој што се однесува на енергетиката. Ова е тој дел, ова е делот каде што во програмата која што СДСМ на предвремените парламентарни избори во 2016-та им ја презентираше на граѓаните и се обврза дека истата ќе ја реализира. До овој момент не можеме да зборуваме за степен на реализација на проекти, можеме да зборуваме за степен на нереализација на проекти и тој степен на нереализирани проекти изнесува околу 98%. Значи, реализацијата на ветените проекти не надминува 2%. Трета година влада на СДСМ и Зоран Заев. Јас ќе се обидам неколку такви проекти кои што Зоран Заев и СДСМ ги ветија пред граѓаните за време на предвремените парламентарни избори во 2016-та да ги презентирам. Имено, ќе започнам со, можеби за мене, а и за голем број познавачи не само во Македонија, туку и надвор од Македонија, чудната дефиниција за пренамена на термоелектричната централа Неготино во енергетско земјоделски комбинат. Таков ниту во литературата, ниту во праксата постои. Но еве, за СДСМ и Зоран Заев постоел и која е суштината на овој проект? Суштината на овој проект е да се пренамени и да се модернизира термоелектричната централа Неготино, така што отпадната топлина во процесот на производство на електрична енергија ќе се користи за затоплување на пластеници, каде што ќе се одгледуваат земјоделски раноградинарски производи. Можете да поминете во Неготино и да видите дека не само што нема намера, туку нема ни одблиску визија за исполнување на ова ветување. Понатаму, ќе поминам на уште еден проект кој што толку време го критикуваа и толку време го промовираа дека кога тие ќе дошле во владата, ќе го реализирале, а тоа е проектот за Чебрен и Галиште, хидроцентралите. Ќе ве подсетам,
дека во 2016 година Министерството за животна средина имаше распишено тендер за избор на оптимално техничко решение по должината на реката Црна од највисоката до најниската долна кота, на која што инвеститорите им беше оставено слобода да проектираат, а потоа доколку бидат избрани и изведат техничко решение, хидроцентрали, како што тие мислат дека оптимално е најдобро. Но затоа пак во програмата и најголемата политичка лага, наречена Живот за Македонија, стручњаците и експертите на СДСМ предвиделе изградба на Чебрени галиште, така што ќе подобреле физибилноста и со сопствени средства на ЕЛЕМ ќе го изграделе Чебрени галиште. Можете да појдете по должината, по течението на река Црна, ќе видите дека ниту нешто се гради, ниту пак некој има намера да гради. Понатаму ќе го споменам проектот каде што експертскиот тим на СДСМ во енергетиката ветува дека ќе набави сопствена механизација во рек Битола и нема повеќе да користи услуга на надворешни кооперанти. На тој начин ќе заштеделе во македонскиот буџет околу 120 милиони евра. Имаа пари, имаа тендер, кој што претходното раководство им ги остави во АД Електрани Македонија. Јас бев тогаш претседател на управниот одбор и директор на АД Електрани Македонија, го поништија и еве веќе трета година поред си врткараат камионите на фамилијата. Така што не само што се одлеваат тие 120 милиони евра, туку имаме основани индиции, сведочења за сериозно крупен криминал кој што веќе трета година поред се случува во Битола. Понатаму, ќе го издвојам проектот имплементација на најсовремени еколошки стандарди во ТЕЦ Битола и ТЕЦ Неготино. Тоа што подразбира? Подразбира вложување во животната средина, вложување во еколошките стандарди преку вградување на филтри, десулфуризација и така натаму. Се сеќавате голем дел од членовите на владата, предводени лично и од Зоран Заев, се прошетуваа и во Осломе, но и во Битола и велеа, тука ние ќе вложиме во подобрување на еколошките стандарди, ќе вградиме филтри и така натаму, за да тендерот после многу перипетии и внатрешни превирања во рамките на СДСМ не успеа да се договорат, па го поништија. Така што единствениот тендер, кој што во овие 3 години го направија во рек Битола, а се однесуваше во делот на изградба на филтер за десулфуризација, им пропадна. Понатаму, ќе го споменам проектот отворање на јагленокопот Поповјани. За јавноста да биде појасно, станува збор за ново јагленово наоѓалиште, кое што се наоѓа во околината на термоцентралата Осломе во Кичево. Не само што овој коп не е отворен, туку ни одблиску не се почнати ниту административните подготвителни работи, а камоли пак да стане збор за отварање на новиот јагленокоп Поповјани. Така што термоцентралата Осломе и понатаму останува без соодветен ресурс за да може да биде синхронизирана во електроенергетскиот систем на Македонија. Уште една лага, уште едно неисполнето ветување. Ке продолжам во делот на гасификацијата. Еден од проектите е приклучување на Македонија на Трансадриатик цевководот. Не само што немаме изведено приклучок, туку ниту пак се планира нешто такво да се направи. Понатаму ќе го споменам проектот за интерконективно поврзување со соседна Бугарија и Грција, истата судбина како и претходните лаги. Немаме ниту пак административна подготовка за овие проекти да бидат реализирани и за волја на вистината, доколку денеска и најспособната влада ја имаме, а не оваа најнеспособна која што некогаш функционирала во Македонија, наски ни требаат неколку години за да ги изведеме овие два интерконектори со кои што Македонија ќе се поврзе
со националните гасоводни системи на соседна Бугарија и соседна Грција, кои што, морам да признам, се исклучително добро развиени. Понатаму ќе го споменам проектот природен газ за цела Македонија, односно изградба на секундарната и терцијалната мрежа, за најавноста да ја биде појасно. Тоа се оние гасоводи кои што треба да го донесат гасот до домовите на нашите граѓани и до индустријата. Имаше еден таков јавен повик за јавно-приватно партнерство кој што беше распишан во минатото, но во 2017 година оваа влада го поништи тој повик, иако морам да признам дека за мене и тогаш, но и сега од неразбирливи причини се одлучи на ваквиот чекор. Односно, тоа подразбираше практично прекинување на постапка која што, доколку се реализираше во тој момент, ние денеска можевме да зборуваме за почеток на теренската имплементација на проектот за гасификација целосна на Македонија и достап до овој еколошки енергенс на сите домакинства и индустријата. За жал тоа не се случи. Го слушнавме Зоран Заев во собранието како вели дека дал наредба до градоначалниците од 2020-та да почнале да градат. Повторно, ке се вратам на коментарот за претходната лага. И најспособните градоначалници да ги имаме денеска, да отпочнат со планирање, а потоа геолошко и геодетско снимање на теренот, техничко дефинирање на проектната задача, изготвување на тендерска документација, спроведување успешно на тендерот, под услов да тој тендер не биде обжален и под услов да тендерот практично биде успешен, нас од овој момент, за жал, ќе ни требаат најмалку, ќе подсетам, најмалку од 24 до 30 месеци, за да почнеме било што да правиме во делот на гасификација на Македонија. Има уште многу други проекти кои што беа дел од најголемата политичка лага, како што е, да речеме, делот за обновливите извори, како што е новата 10 мегаватна фотонапонска електрана, која што за волја на вистината распишаа тендер. Истата треба да се гради во поранешното јагленово наоѓалиште во близина термоцентралата Осломеј, и истата требаше да започне со градба во септември оваа година, а на почетокот на 2020 година да се отпочне со производство на електричната енергија. Денеска сме ноември, не само што оваа постапка нема завршница, туку нема јавноста ниту информација каде се потрошени парите на граѓаните, за што се потрошени, а ќе подсетам, за оваа постапка е подигнат кредит од Европската банка за обнова и развој во висина од 6 милиони евра. Имаме уште многу проекти кои што се ветени, но за жал не се реализирани. Ке повторам, на самиот крај, нова наша денесна рецензија на првиот дел од најголемата политичка лага, наречена Живот во Македонија. Степенот на реализација на проектите ветени за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, заклучно со 1 ноември 2019 година, не надминува повеќе од 2%. 98% од ветеното не е испорачено. Нека оценат граѓаните дали зборот е збор и дали зборот важи или зборот лажи. Со вакви и слични ветувања, по принципот на all-in, по принципот на примитивизмот мало сутра, тепсијата и баклавата и слично, ќе се изнаслушаме на следните предвремени парламентарни избори и во кампањата. Јас верувам во исклучителната голема мудрост на граѓаните и верувам во довербата која што ќе ја добие обновата на Македонија на 12 април 2020 година. Ви благодарам и повелете доколку има прашања, ви стојам на располагање. Само да додадам дека овој документ, рецензијата ќе ви биде на сите поделена, за да можете доколку оцените дека е неопходно да ја користите за вашите прилози.
за започнување со проект Мал Шенген. Ваш коментар? За нас нема алтернатива, освен она кое што го зборуваме цело време, а тоа е полноправно членство во рамките на Европската Унија. Но и во минатото кажавме, и сега ќе го повториме истиот став, дека секоја можност која Македонија може да искористи, а да се подобри квалитетот на животот на граѓаните, треба да се искористи. Но тоа се решава со билатерални договори. Јас навистина немам информација какви се одлуките, што се разговара, што подпишува Зоран Заев, иако, морам да признам, за време на нашата последна лидерска средба во кабинетот кај претседателот Пендаровски побарав објаснување, тогаш добив објаснување од 2 реченици, кое што буквално не беше ни на ниво на енциклопедиско објаснување, а камоли за некаква суштина. Така што, од она што можеме да го слушнеме на нивните пресконференции и од она кое што циркулира во јавноста, не можам да извлечам точен заклучок за што точно се работи, ниту пак имам било каква информација. Но ќе повторам, за Македонија не постои друга алтернатива, освен полноправно членство во рамките на Европската Унија. капиталните инвестиции и развојот на инфраструктурата. Исто така, според това дека вие сте потрошиле 700 милиони евра на Скопје 2014, а они за 2,5 години вложиле во автопатишта околу 800 милиони евра. Како се вашиот коментар во това? Видете, доколку зборуваме за истите оние политичари кои што ја креираа најголемата политичка лага наречена живот, тогаш можете да замислите и на што се темелат овие брифинзи. Но какви се фактите? Еве ќе зборуваме. Ајде ќе ги земеме капиталните инвестиции во 2019-та и ќе споредиме со она кое што како документ не успеа да помине на последната владина седница, а е наречен буџет за 2020 година. На почетокот од 2019 година капиталните инвестиции беа предвидени на ниво од 26 милиарди и 950 милиони денари, ако не се лажам, за да веднаш потоа, за време на ребалансот скратат некаде околу 50 на милиони евра или некаде 3,1 милиарда и денеска тие паднат на нивото од 23 милиарди и 700 и нешто милиони евра. Но она што е уште потрагично е што заклучно со септември, а тоа е податок кој што го објавува Министерството за финансии, нивото на реализација на капиталните инвестиции е 8,5 милиарди. Значи и овие 23 кои што со ребалансот ги предвидува, ниту пак тие не можат да ги одработат. Еве да предпоставиме дека до крајот на оваа година ќе се разработат, фантастично ќе почнат да работат и ќе дојдеме до некој ниво од 12 милиарди денари, бидејќи денот е намален, временските прилики не конвенираат за градежни работи, каде што можеме да очекуваме најинтензивна реализација на капиталните инвестиции. Тоа подразбира дека и на ребалансот они ќе не можат да ги испорачаат капиталните инвестиции. Но нешто е почудно е што парите и степенот на реализација во буџетот се движи со некоја си предвидлива динамика и ќе биде некаде од прилика колку што бил планиран минус 4 до 5% поради тоа што нема да успеат да ги наплатат оние даноци кои што планирале. Што значи дека парите влегуваат во буџетот, се трошат тие пари, но не се трошат за капитални инвестиции, туку за други непродуктивни трошења. Сега, ако зборуваме за реализацијата на инвестициите во инфраструктурата, тие не се дел од овие капитални инвестиции, тие се во делот на јавното предпријатие за државни патишта и доколку зборуваме за реализацијата на експресниот пат од Куманово до Крива Паланка, 3-та година поред, готов проект, обезбедено финансирање од претходната влада, не може да го завршат. Доколку зборуваме за реализација на експресниот пат од Штип до Радовиш, готов проект од претходната влада, 3-та година поред, не може да го завршат. Доколку зборуваме за експресниот пат, кој што преку Росуман
ќе води до Прилеп, знаете како заврши, изведувачот ја го напушти градилиштето, кажа дека бил уценуван и се вршени непринципиални притисоци и барања од него и сега тој проект ќе заврши на арбитража и предпоставувам како држава ќе треба да плаќаме оштета. Доколку зборуваме за изградбата на автопатот од Кичево до Охрид, тогаш навистина не знам кој ја говори вистината, дали оние кои што велат дека била утната трасата или председателот на нивната комисија и градоначелник на Штип кој што вели дека тоа не е точно. Дали оние кои што велеа дека тука се зимани тешки провизии и подпишување анекси на договори, или овие кои што сега исто така подпишуваат анекс на тој договор. Но на што е важно, што нема ни трага ни глас од реализацијата на тој автопат. Дали зборуваме за оние 2 километра автопат кој што требаше да ги isprojektираат, истендерираат и да ги изведат до границата со соседно Косово. И тој тендер им падна, и тоа не успеа да го реализираат. Ако зборуваме за сите овие проекти, тогаш зборуваме за нешто кое што е наследено од порано, а за жал, поради нискиот капацитет на проектен менеджмент, нискиот капацитет на луѓето кои што менаџираат со овие проекти, ние веќе трета година поред не можеме да ја видиме реализацијата на тие проекти. И можам да ви редам уште многу вакви неуспеси. Така што, дали имаме концептуални разлики или немаме, прашањето се сведува на едно. Имаме ли капитални инвестиции кои што се реализираат или немаме? Или парите се трошат за нешто друго? За жал, дали ВМРО ДПМН ги трошело парите наменски или ненаменски, денеска ние имаме трета година влада на СДСМ. Парите треба сега некој да даде отчет, кој што се чукаше и удираше во гради, дека ќе биле наотчетна влада, дека ќе биле влада со наистина голема транспарентност, не знам што и не знам како. Суштината е дека не само што не ги реализираат капиталните инвестиции, туку ги зимаат даноците од граѓаните и од стопанството и тие пари ги трошат за непродуктивни цели. Ете, тоа е вистината. Македонија не се развива поради две работи. Поради ниското ниво и нискиот капацитет на ресорните луѓе кои што ги менаџираат овие институции, и втората работа е затоа што имаме многу криминал и корупција која што води директно до врвот во владата. Колеги, толку. Да, благодарам. Имаше прашање? Апа, не те видам. Да, повелете. Не сме почнале да ги мериме рейтинзите на луѓето, кога ќе почнеме да ги мериме рейтинзите, но најверојатно ќе нема такво луѓе кои што се веќе осудени, како што кажувате. Како мојот последен анкетен лист, како тогаш директор на најголемата, би рекол, најголемиот производител на електрична енергија во државата и компанија во државна собственост, тоа е АД Електрани на Македонија, не претрпел некои поголеми измени, но еве, ако толку ја интересира македонската јавност, еве и тоа ќе го кажам, собственик сум на индивидуална куќа, која што се наоѓа во Скопско Влае, каде што живеам со мојата сопруга и со моите два сина. Имам патничко возило кое што го користам за да се превезувам, не користам службено возило, го користам сопственото возило. Имам кредит и имам лизинг. Кредитот служи за отплаќање на дел од градежните работи кои што ги вршев градејќи ја мојата куќа, а лизингот е го отплаќам редовно месечно за да ги отплаќам ратите за моето приватно патничко возило со кое што се возам и денеска. Во партијата волонтирам,
Немам месечен надомест, единствено примање кое што го имам е примањето како водеден професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи на Машинскиот факултет. Благодарам.